Почитувани и добро дојдовте во уште едно издание на Бизнис муабети на Фактор МК. И овој пат ќе говориме една интересна тема која што е поврзана со парите, бидејќи кога во Македонија ќе споменете фонд за здравствено осигурување, првата асоциација нормално се парите. Дали по добро или по лошо, да видиме како да се не исправи сликата на фондот за здравство, туку каква е реалната состојба. Наш гостин е првиот човек на фондот за здравствено осигурување, Сашо Клековски. Пред да го стартуваме разговорот, поздрав до нашите пријатели од Форманова, formanova.com.mk е нивниот сајт, каде што можете да ги посетите, можете да ги видите нивните салони овде во Скопје, во комплексот Годел, имаат своји салони и во Штип, во Команово, во Прилеп. И секако поздрав и до нашите пријатели Хом центарот од Охрид, Трент Ангел, се што ви е потребно за вашиот дом. Клековски, добро дојдовте во Бизнис муабети. Добро те најдов. Тоа фонд за здравство, навистина има толку пари? Во основа зависи како гледаш. Да, за македонски усвои веројатно е третата или четвртата институција по големина, зборам за јавни институции, после пензискиот фонд и Министерството за социјална политика. Доколку гледаш кои се потребите во општеството, не е толку голем за да ги задоволи сите потреби. Значи, фондот ова година 25 година ќе има буџет од 50 милиарди Денари, околу 800 милиони евра приближно да кажеме. Тоа е повеќе од лани, така? Што е скоро 100 милиони евра зголемување од лани, 5 милиарди зголемување од минатата година. Бидејќи здравствените трошоци во Македонија се многу повисоки од тоа. Тие се проценуваат дека јавните извори, тоа е фондот и Министерството за здравство, покриваат само 55% од здравствените трошоци, од тоа што се троши на здравство, а дека 45% граѓаните го покриваат сами од џеп. И во основа од таа гледна точка фондот е голем, ама не е доволно голем финансиски за да го подигне здравството на едно повисоко ниво. Дополнително во Македонија трошиме генерално со јавните и приватните извори на финансирање помалку пари за здравство отколку што се троши во развиениот свет. И тука не ќе да реферирам на Америка кој е екстремен пример каде што 16% од БДП бруто домашен производ оди во здравство, ама една Германија е околу 10,5% од оној огромен, нели, бруто домашен производ што го имаме. Во Македонија е околу 6% од вкупниот БДП. Значи ние имаме низок процент на издвојување за здравство, БДП-то ни е ниско, така да и соодветно и здравството е ниско. Ово го кажувам бидејќи дел од проблемите мора да се решат со пари, не може да се решат поинаку. Значи, дали е фондот за здравство, како се вели, она буре без дно? Како велите вие? Толку пари, ако правите споредба, например, со Америка, еве неа зимаме за репер, бидејќи 16% од BDP, во Германија рековте 10%, така? Да. Кај нас е 6% и некако здравството и постојано на една... Нема некаков... некој поместување. Има два фактори што постојано ја поместуваат границата. Прво се демографските промени. Значи, имаме популација што се намалува и што старе. Што значи тоа? Ке имаме се помалку работно способно население што плаќа придонеси, а се повеќе возрастни граѓани кои ќе живеат се подолго и подолго, ама ќе живеат со една, две, три хронични болести. Дали крвен притисок, дали некоја дијабет или хронична обструктивна болест на плуќата. Значи, ама ќе живеат подолго од што се живее сега. И тоа значи дека се повеќе ќе има потреба од лекарства и ќе се зголемува потребата од палијативна нега, тоа е нега на лежачки пациенти, пошто таа бројка на пациенти што ќе станат многу возрастни, што ќе бидат лежачки пациенти, ќе биде доста голема. Тоа е едниот предизвик. Вториот предизвик е дека вложувањата на глобално ниво во здравство огромни и дека и технологијата и лековите одат многу напред. А ние уште имаме аналогни рентгени во употреба во државата во некои од помалите места.
светот не е веќе на компјутерска томографија, туку има спектрална компјутерска томографија, каде што еден апарат е над 1 милион евра. Во лековите постојано има нова генерација на лекови и веќе имаме лекарства кај што е 100-150 илјади евра годишно лекување за пациент. И тоа не е една година, туку тие лекувања може да траат се подолго. И тука е фундаменталната разлика меѓу здравствениот фонд и пензискиот фонд. Што е разликата? Во пензискиот фонд никој не очекува неограничена солидарност. Значи, колку си уплатил за пензија, толку ќе добиш. Посебно со влегувањето на вториот пензиски столб, каде што буквално колку си уплатил, толку пари ќе добиеш назад во пензијата. Никој не очекува неограничена солидарност. Дори сега овој потегна владата на ВМРО ДПМН за линеарно зголемување од 5000 денари е повторно ограничено. Значи не ги изместува основните постулати дека има ниски и високи пензии. Во здравството има очекување за неограничена солидарност. Што значи тоа? Дека се очекува да се покрие лекувањето без разлика колку чинија и колку сте уплатиле за во здравствениот фонд. Значи вие може да видите 6 месеци осигурени да сте уплатиле 50.000 денари во здравствениот фонд, а да очекувате лекување од 100.000 евра. И тука се тие предизвици меѓу можностите и очекувањата. Сега во една емисија зборев да ние и масовен напредок да направиме, никош нема да бидеме во можност 100% да ги покриеме здравствените потреби, бидејќи нема таква земја во светот. Најразвиените земји во светот па од јавни извори не се покриваат. И мора да се размислува како стратешки ќе се надминува овој гап, овој јаз меѓу изворите и изголемените потреби за лекување. Да, а тој ќе расте. Тој гап ќе расте, тоа е евидентно. Генерално, бидејќи колку време сте во фондот за здравство? 6 месеци. Колку пари се вртат во здравствениот бизнис? Тоа се милиарди, така? Ако ние сме 55% во јавниот сектор, значи ние и Министерството сме веројатно околу 1 милиарда, значи 1,5 милиарда и 600 очекувано дека е здравствениот сектор. Говориме за евра, тоа се пари кои што вртат, кои што циркулираат. Сега, човек кој што беше во невладин сектор, човек кој што беше, како се вели, политички аналитичар, доаѓате во еден сектор кој што е исклучително специфичен, не само по својата област, туку и по тоа што знаете каков е товарот кој што го носи таа институција и фонд за здравство, за пензиско не говориме, двете институции, меѓутоа се што излегло директор, нема некој кој кон кого не е вперен прстот. Што е предизвикот да влезете на фонд за здравство и некој ќе каже најкорумпираното, не знам. Мислам дека има две кривични пријави кои се процесирани со судење завршени, ако добро се сеќам за директорот фондот. Еден пребегнат во Австралија. Има нели ова е работно место каде што кога ќе кажете на мајката дека сте се одлучиле за тоа, она ќе почне да плаче, што ќе рече сине што ти текна сега ова. Јас сум лекар по образование и во основа имам едно разбирање на здравството од тогаш и во основа ги познам и чинителите, ги знам луѓето во здравството. Ти беше лекар по вокација, по образование? Кој никош не работел како лекар. Зашто? Па на крајот на студиите се случува некои работи што ми ја променија гледната точка на здравство. Ама чека, завршивте така медицински факултет? Завршив. И што се разочаравте и отидовте неволен сектор? Види, јас завршив медицина во многу лоши години. Тоа е на распадот на Југославија, првите години на независност на Македонија. И ние кога збориме лошо е сега, збориме за лошо на друго ниво. Тогаш државниот буџет беше 700 милиони марки, колку што сега 800 милиони евра е буџетот на здравствениот фонд. Значи тогаш беше лошо на едно многу сиромашно ниво. Сега збориме, пластично,
тогаш немаше инсулин од свинско производство да се најде. Сега збориме за хумани инсулини, пенкала, пумпи, мерачи на гликемија, вградени мерачи и така натаму. Збориме за недостаток на такви работи. Не збориме за недостаток на базични работи. Тој е период кога почнува практично распадот на здравствениот систем. А немаше приватно здравство за да велка еве ќе бидете нешто. И се одлучив да тргнам по една патека на во граѓанско општество. Ја формиравме МЦМС тогаш и добри 18 години бев директор на МЦМС. И сега Клековски... Јас таму научив една работа, тоа е западен менеджмент. Значи јас работев под менторство, туторство, како сакате да кажете, на одлични директори, водичи, лидери, менаџери од Холандија, Данска, Германија, Британија. Работевме со европски проекти, работевме на нешто што има почеток и што има крај, што има реализација, што се мониторира, што има резултат, што се мери резултатот. Абсолютно. И се поднесува извештај за тоа е си отчетен. Има ревизорски извештај, има одговорност, транспарентност. Кога решив, пошто во таа кариера постигнав горе-доле се, кога решив да го напуштам од ЦМС, тоа е 2011 година, кога се сеќавам, почнав со истражувањата и анализите и некако заради медиумскиот простор, како медиумскиот простор во Македонија функционира, се наметна таа една моја слика на политички аналитичар. Зошто? Затоа што кај нас, ако погледнете емисиите дебатни и вестите, секој втор ден се Бугарија, Грција, ЕУ. Бугарија, Грција, ЕУ. Се темите што ги преокупираат медиумската и општата јавност и дебатните емисии се политички, условно да кажам. Многу малку има дебати за други теми. Може би не се интересни, можда не се разбирливи, не можам и така во еден период се профилирав јас како политички аналитичар и искрено кога влегов во извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, не мислев дека ќе бидам директор на Фондот за здравство. Значи не на крај паметни ви беше? Па повеќе размислува во други насоки. Повеќе размислувавте, предпоставам, во оно во кој што сте го работеле како политички аналитичар, апропо она, предпоставам, политика, отколку да влезете во здравствено менаџирање на Фонд за здравство. Да. Меѓутоа во разговорите со премиерот, веројатно од надвор премиерот можеше подобро да види каде би бил најупотреблив, заради моето потекло од здравството, завршена медицина, менеджмент искуството и уште една работа, немам судирни интереси со ниедна од големите веледроги, фармации или слични институции, пошто кога зборите за здравство, не е многу едноставно да ги раздвоите судирите на интереси што постојат со години, мислам, 30 години. Да, актуелни се тие. И се решавате се нафаќате на еден ваков зала кој што е исклучително голем и се треба да излезете чист од таа приказна. Едно од работите што нели влегува со очекување дека тоа е пилево место. И ти наметнуваат страв дека треба да донесеш некој, пошто таму се лопови. Дека не треба на никого да веруваш. Една од најголемите разлики пред да влезам и сега е дека во основа во институцијата има вредни и честни луѓе. А има и лопови. Има и лопови. Точно. Како секаде. Треба да направиш разлика меѓу едните и другите. Значи, оно што е моја голема сека, што таму има исклучителни професионалци, кои се со 10 и поголемо годишно искуство од времето кога биле директори Тренковски Пенаджиева. Морам да кажам дека во тој период фондот е поставен на исклучително здрави основи. Регрутирани се многу способни луѓе. Добро, претходно не били? Претходно беше Любин Зарески, ако не се лажам, па пред него беа... Тие се у пензија веќе.
Тоа се кади што се веќе во пензија. Значи, ова се кади регрутирани 10-15 години, кои се уште активни се во фондот. И издржале во фондот, иако многу кадри го напуштале фондот заради исклучително ниските плати. Кои не одговарат на тоа што треба да се работи. Меѓутоа, имаше доволно добри луѓе и морам да кажам, не донесов ни еден човек од надвор. Значи, немам надворешни советници, немам шеф на кабинетот надвор, немам ништо од надвор донесено, пошто најдов луѓе во кои можам да имам доверба и кои си работат професионално. И мислам дека во секоја институција, ако им се даде можност, ќе се најдат луѓе што сака да работат. Та и шофер немаше, дури ти си значедив, сам дојде со автомобилот. Види, ја цел живот работам во мали организации, каде што сум ја, моја секретарка, мој шеф на кабинет и мој шофер. Една работа, втора предпочитам да не го нарушувам работното време на луѓето околу мене, да го почитувам и нивниот приватен живот. И пошто сега сме надвор од работно време, сметав дека е подобро сам да си дојдам. Сега, колку ќе биде тешко, колку ќе биде лесно, ќе видиме за да се исчисти таа фалинка околу фонд за здравство, не знам и генерално дали е возможно, меѓутоа сигурно ви тропаат на врата веледрогериите. Како ги откачувате или како ги примате? Мора да ги примате. Види, во основа... Тој бизнес е исклучително голем, особено фармацевски. Во основа ние немаме директен однос со веледрогериите. Така треба да е. Значи, во основа, работата на фондот е исклучително комплексна. Значи, ако добро се сеќам, 87% се здравствени услуги, 11% се боледувања од буџетот. Породилни и подолги боледувања, ове што се со комисиските боледувања. Во здравствените услуги имате една цела лепеза на примерно секундарно здравство, терцијано здравство, јавно здравство, приватно здравство, диализи, аптеки, бањи, ортопедски помагала, значи збориме за прилично комплексно надвор од самото здравствено осигурување и следење на самото здравствено осигурување. Добро, јас вака ќе го упростам. Меѓутоа, има нешто кое што го покрива државата или како велат тоа го покрива фондот. Например, ако сакаш да се оперираш, не знам, во некоја приватна установа, тоа ако чини толку, фондот покрива толку, ти плаќаш нешто незначително малку, добиваш поголеми услови. Така, тука е тој момент значи, да го довршам за веледрогериите, значи набавките ги прават јавно здравствените установи. Ние немаме директна комуникација со тие работи, оно што инсистираме зголемена транспарентност и отчетност во сето тоа. Дури во аптеките ние немаме однос со веледрогериите, имаме однос со пациентите. Оно што таму има застој во транспарентност и отчетноста некои 7-8 години, можда и 9 години. И наједноставен лек за отчетност и транспарентност е објавување на сите податоци. Објавување на се што е работи фондот и работиме да се подобри достапните податоци, зошто е тоа така. Јас сум многу поактивен медиумски за да ги објаснувам работите, пошто работите мора да се објаснуваат. Зошто правиме вака, зошто не правиме вака. Например, пошто ги спомна приватните здравствени установи, еве да нагласам дека ние имаме единствен систем на цени. Значи, фондот е замислен да плаќа услуги. Значи, дали станува збор за ставање стенд во приватна установа, клиничка центар во кардиологија или во приватна установа, ние имаме иста цена за стентот. Дали е катаракта во јавна здравствена установа или во приватна здравствена установа, ние имаме единствена цена. Ние плаќаме за катаракта, плаќаме 500 евро од интервенција. И на клиниката, и на 8 септември, и во Штип, и во Битова, на јавно здравствените, и на приватните здравствени. Влагете и бајпас, ако не се лажам. Да, значи, во основа, идејата за вклучување на приватни во фондот се комплетната примена здравствена заштита. Значи, матични лекари, матични стоматолози, матични гинеколози се приватни од пред некои 15 години со реформите за приватизација на тој сегмент. Има доста приватни ординации во секундарната, во специјалистичката заштита. Во болничката заштита вклучуваме приватни институции таму каде што редовите за чекање на државните се доста големи
или пак таа услуга воопшто не постои во државните. Например, на очи има и на интервенција на заден сегмент, витектомија, таа воопшто не се работи во јавноздравствени установи и го финансираме тоа во приватните здравствени установи, зашто логиката е ако тоа не го правиме во Македонија, ќе треба да финансираме лекување во странство. Нашата идеја е дека прв приоритет мора да биде лекување во Македонија и нормално треба да биде лекување во јавна установа. Меѓутоа, ако во јавните установи нема капацитет, за мене секогаш ќе е подобро решение да се лекуваат луѓето тука во Македонија, отколку да ги праќаме во странство. Еве, ја не говорам во странство. Например, јас не сакам да одам во државно здравство, а фондот мене ми нуди да одам, например, да средувам заби во приватна установа, која што е и поквалитетна, карикирам, и почиста, да не сега мене ми паѓа на памет дека таму негде своевремено најдоа и мрса еднаш во државно и сега кога ќе ти ми нудиш дека државата ми дава мене пари, зашто јас додам на државно, кога можам да се отидам на приватно, бидејќи вие го покривате тој дел, мене ми се подобри условите, подобри доктори ако сакате, сместувањето исто така подобро. Сега ти спомна стоматологија, ова со мрсата веројатно од некоја друга дејност. Не, мрсата мислам дека беше на државна стоматологија, Да? ама ова беше пред години. Сега ја споменувам сега, може и грешно да не разберам погрешно, меѓутоа пак можноста е зашто додам на државно, дали свесно се уништува тоа државно здравство, бидејќи и не може и каска позади приватното здравство. Така јас ако не де Боже дојде до Види, јасно е дека има примери каде што лекар работен во јавна здравствена установа препраќа пациенти во приватна здравствена установа. Но вие како го Јас регулирате како тоа? директор затекнав ситуации на апарати во јавно здравство кои не се ставени во употреба за да се фаворизира употреба во приватно. Морам да кажам, во моментот финансираме во болничко лекување само два типа на интервенции. Тоа е кардиохирургија и офталмологија. Значи, фондот не покрива стоматологија, имаме и во примернот, има матични стоматолози, така да е различен концептот, таму е се приватизирано. Нема државно ништо. Добро, нешто има и фондот што покрива, ако не се лажам, така претпоставам Не некои во операции. фондот, да, покриваме Покривате. во орални хирурзи и приватни. Апсолутно. Ама во здравството надвор стоматологија само две услуги се приватно покриени. Тоа е кардиохирургија и офталмологија. Така. Затоа што редиците за чекање таму се долги и капацитетот во јавните е ограничен. И уште една е со јавно-приватно партнерство вклучено, тоа е дијализата. Значи почетната дијализа се прави на клиника за нефрологија или 8 септември, а понатаму се упатува на вршење дијализа во една од установите, приватните установи кои работат со јавни средства. Секој документ го проверувате или верувате на службите, бидејќи ќе ви доаѓаат, многу доаѓаат. Која е најголемата замка кога е фондот во прашање? Еден од најголемите сектори, значи неколку сектори се поголеми во фондот. Едниот е секторот за договарање, каде што се договарат буџетите и услугите, соодветно правниот сектор каде што се склучуваат договорите, и третиот сектор е контрола. Значи фондот има две контроли, финансиска контрола и медицинска контрола. Медицинската контрола утврдува дали интервенциите се согласно со протоколите. А финансиската контрола утврдува дали парите се како што треба. Може да се случи да има двојна наплата, да се наплати интервенцијата од фондот и да се наплати од граѓанинот приватно. Имаме пријави од граѓани по кои постапуваме најчесто за двојни наплати, дека нивниот лекар им наплатил нешто приватно, а требало да биде наплатено од фондот. Значи, таквите работи се контролираат и следуваат казни. Ако се повторат казните, се раскинуваат договорите. Тоа е за приватните здравствени установи. Во јавно здравствените установи е малку покомплицирано. И контролите се многу потешки, особено да кажам, делумно затоа што битен дел од јавно здравствените установи не испорачуваат доволно услуги колку што им се буџетите. Значи имате
и јавните и приватните изготвуваат фактура за извршена услуга. Сите услуги имаат цена. Оно што се случува во јавното здравство, да фактурираните услуги не го покриваат буџетот што го добиваат посебно болниците. И стално сте тука во една ситуација кај што всушност имате непокриени буџети, буџети што не се покриени со услуги, и тоа е многу типично за добар дел од болниците во Македонија. Сега, кај е најголемата замка кога е фондот во прашање, бидејќи нели говориме на почетокот споменавме неколку кривични пријави, еден пребегнал во Австралија. Која е најголемата замка? Некој зашто влегуваат, не го за вас, зашто дел од луѓето, па дури политичките елити лукративно гледаат на фондот за здравство? Што таму лесно е да манипулираш со парите или? Не, има многу државни пари. Значи имате 3 сектори кај што има многу државни пари: енергетика, здравство и транспорт. Нормално дека таму идејата да се добиваат државни тендери доминира кај многу од добавувачите, провајдерите, и притисокот нели да се добие државен тендер е секогаш голем. Во фондот тој притисок постои со диализите, и бегството во странство е поврзано со рекетирање на еден од провајдерите на диализи, приватните провајдери. Во основа системот обезбедува доволно заштита од, како да кажем, од криминално однесување. Меѓутоа не до крај ги отстранува сите можности. Ние работиме на подобрување на процедурите, во моментот работиме со USAID добро владење, да се направи проценка од ризиците за корупција, бидејќи во основа секаде каде што има, каде што може еден човек да одлучи, постои одреден ризик. Сега работиме на тоа да видиме кај се најголемите ризици, поврзано со најголемите пари. Меѓутоа морам да кажам уште еднаш дека тендерите не се во фондот за здравство, туку се во јавното здравство. Значи, фондот не набавува лекови за клиника за онкологија. Клиника за онкологија набавува лекови. Тендерот го распишува клиника за онкологија. Која е задачата на фондот? Ние финансираме услуги. Значи, онкологија вика сме имале волку пациенти, сме ги третирале со овие лекови, ни фактурираат за тоа. Наша задача е да контролираме дека финансиски, медицински добро работеле. Меѓутоа, самите набавки ги прават јавноздравствените установи. Бидејќи отворивме онкологија, што се случува таму? Денеска гледаме, денови гледаме обвинувања на релација ВМРО ДПМНЕ. СДСМ се споменува една веледрогерија, се споменува нормално Министерство за здравство, Фонд за здравство. Што се случува со онкологија? СДСМ на темата за способност или неспособност треба да се покрие, да го премолчи се тоа, да не се јавува, посебно во здравство и посебно во онкологија. Значи, истиот министер беше и во време на СДСМ и сега е. Неопашките се малку од претходно. Неопашките се рековме од кога вие завршивте медицински факултет. Овие опашки се конкретно со многу конкретен период и ние се надевам дека обвинителството ќе го заврши случајот и дека случајот ќе дојде до судење. Имаме една состојба која е крајно хаотична и проблематична. И тоа мислам дека судските постапки ќе го покажат. Сега од една таква состојба да стигнете до редовна состојба не е едноставно и брзо. Во клиниката за онкологија, кога дојдовме на функција, констатиравме дека е подбуџетирана, дека буџетот е далеку од потребите за постоечките пациенти, и тоа што го направивме да направиме брза интервенција и с големи буџетот на онкологија за 5 милиони евра. Проблемот е таму што недостатокот на еден лек може да води до недостатоци на повеќе лекови. Меѓутоа, во сите недостатоци, основната терапија на пациентите не е загрозена. Станува збор за загрозување на дополнителната терапија, како имунотерапија или слично. И
порано се јавувала типично на превод од една во друга календарска година, заради преминот една во друга буџетска година, и се решавало со реверси. Реверсот не е законски начин на работење. Што значи реверс? Немате тендер, немате набавка. Така да е. Ви даваат лек сега, а вие распишувате тендер дополнително и нормално мора да го изберете тој што ви го дава лекот за да на лична карта. Оставија личната карта пак е како залог, како за да се покрие, тоа е како во дукенчињата на ветски која се паза. И тоа не е законски. Ние изградивме став дека во оваа влада и во оваа власт и со овие директори нема да практикуваме реверси, туку мора да се сведе работењето на редовно, да нема реверси, да нема непосредни спогодби, да се испочитува законот за јавни набавки и во тој период од една во друга буџетска година се случи овој недостаток. Интервенираме во моментот, ќе се затвори тој недостаток и веќе многу брзо ќе треба, се надам, од следната недела да се распише целосниот буџет за 25 година. А што е криво СДС за сегашниот недостиг на лекови? Дека го споменавте, СДС има најмалку право да говори. Зашто? Затоа што прво остави онкологија која е далеко подфинансирана. Значи, со буџет кој не може да дотрае до крај на година. Значи, комплетно лош буџет, една работа, второ, со непостоечки процедури и протоколи. Значи, во основа разнишена куќа скроз. И тоа не може да го направите за 6 месеци да го правите. Добро, но вели дрогеријата која што денес ја обвинувате, возвраќа дека се прави терен за елиминирање нејзино за да влезе друга компанија, конкурентска. И видите, во тоа онкологија, вие сте барем што долго време ги следевте политичките случувања, таа онкологија не е од вчера, не е од времето на Мицкоски, на Заев, на Груевски, таа влече поприлично баја ги опашки, да не споменуваме сега имиња, иако дел од нив циркулираат уште. Видете, значи и компаниите и лековите се истите 20 години, така да... И повеќе. Добро, има и нови лекови, не е све. Има и нови лекови, во основа, значи... приказката со цитостатици ја знаеме сите. Да, меѓутоа треба да сватиш дека има веќе голема група на цитостатици што се прилично ефтини. Така е. И не збориме за тие. Збориме за иновативните терапии, збориме за биолошки терапии. Тоа се терапии кои се произведени од микроорганизми. Збориме за имунотерапии, збориме за хормонски терапии. Не, разбирам, избориме за многу специфична група на луѓе кои што практично бараат живот, бараат... Да, ама ова е високо монополска пазар. Значи, таму доминираат 5 компании. Зборам за големите фармацевтски куќи. МСД, Рош, AstraZeneca, Мерк, Novo Nordisk во диабет, Pfizer, значи, збориме за горе-доле тие се лековите. И тие се фирмите. И тие се фирмите. За квалитет кога говори. Да. И една од поголемите грешки на ВМРО ДПМН во минатото беше паралелниот увоз, кога во основа се обидовме со недокажани лекови од азиски пазари да ги сушиме цените, на крај не постигнавме ништо. Сегашната власт има јасна определба да донесе најдобри и докажани лекови. Значи да купуваме лекови од прва рака, да не купуваме лекови од Турција или од Пакистан или од Индија. И тука е јасно. Дали имало битка околу кој ќе ги дистрибуира лековите, пошто најчесто увозот на лековите го прават самите големите фармацевтски компании. Значи збориме за дистрибуција која се одвива за рабат. Значи мислам дека таму само големината на вредноста на бавките голема, ама рабатите се прилично ограничени. Бидејќи цените не ги одредуваат локалните играчи, туку ги одредуваат глобалните фармацевтски куќи. Дали има борба за пазар, не би можел да кажам. Мислам дека има органи, не е до мене да говорам. Има органи, има јавно обвинителство. И јас неколку пати го повикувам јавното обвинителство да постапи и по онкологија и по други предмети кои ние сме ги доставиле во јавното обвинителство. Бидејќи одговорност мора да има.
неодговорноста и неказнивоста, посебно во здравството, е еден од проблемите. Значи, некој мора да одговара во здравството. Тебе попрва суди ќе бидат уапсени, отколку што некој во здравството ќе одговара. И мислам дека тука треба тој случај да го истераме до крај, за и да научиме каде грешиме. Бидејќи вештачењата за онкологија се во Белград и во Љубљана, верувам дека ќе бидат објективни и професионални. И за мене е битно да има одговорност, меѓутоа и да видиме каде грешиме за да се поправиме. Пошто и кога кажав дека го ангажиравме USAID да прави проценка на ризици од корупција, во основа сакаме да научиме каде се грешело, каде било возможена корупцијата, за да елиминираме таа. Бидејќи морам да кажам, со ово ниво на корупција, што и да направиме е неодржливо здравството. И затоа јас, кога стапив на должност, првата цел што ја говорев е сузбивање на корупцијата, бидејќи ако не ја сузбиваме корупцијата, џабе 1 милиарда да биде буџетот. Нема да се осетат резултатите. Добро, се тешко дека ќе може да се сузбие цела корупција, бидејќи на некој начин се обидувам да најдам некоја паралела корупцијата е практично како еден вид влага, така вие можете да ја замачкате во еден момент да ја нема влагата во собата, меѓутоа водата ќе го најде своето место, во случајот човекот ќе го најде своето место, ако е коруптивно склонет. Ама да, меѓутоа има едно од работите што се залагам и во моментот го правиме е да се зголеме вреднувањето на здравствените работници. Значи еден од проблемите е подценетоста на здравствените работници. Значи од ноември зголемена платата за 10%. Вклучувајќи зголемување на платите на медицинските сестри за 17%. Во март ќе има уште едно зголемување. Многу набрзо ќе ги зголемиме капитациите на матичните лекари. Сакам да кажам, јас верувам дека во основа луѓето се честни. Има и нечестни. Ама во основа луѓето, ако имаат можност честно да си ги заработат парите, честно ќе си ги заработат парите. Така да не би сакал да фурам дамка на сите. Борбата на корупција мора да биде последена со зголемување на платите во здравството. Инаку ќе го имаме тоа што го имаме, да стално ни бегаат доктори и во приватно здравство и во странство. Малку ми не знаат, пошто онкологија, иначе клиника за радиотерапија онкологија, една од најкритикуваните, дека во основа била лидер за воведување на радиотерапија во регионот. Нашите доктори од онкологија ги имат обучувано докторите во Белград, има работено на воспоставување на радиотерапија во Бања Лука. Имаме сега во Загреб бев посетив еден нов модерен петскен центар каде што работи доктор македонец од клиниката за радиотерапија онкологија. Тој би се вратил назад? Претпоставам сте разговарале кога сте го виделе. Видите, во сегашната ситуација не верувам дека некој би се вратил назад, ама работиме на тоа. Јас, министрот Вари, даде потик да ги отвориме вратите на јавно здравство за повратници од приватно здравство. Бидејќи сакаме јавното здравство. Ја мислам дека до сега имаме најмалку 10 согласности подпишано за враќање на доктори од приватно во јавно здравство. Јас лично го поздрави доктор Балевски, кој дојде да работи во Систина, работи во Марибор, во универзитетската болница. Добро, мислам дека и Филипче го донесе во време на ковидот, ако не се лажам, така? Да, ама сега е на потрајна основа. Значи, ние мораме да направиме напор да ги задржиме луѓето и да им дадеме можност честно да заработат, а не да ги туркаме во Господин Крковски, проблемот се парите, кога говорите за враќање назад не само од приватните установи, туку и од другите, од западноевропските земји во нашиве здравствени установи, или проблемот на друго место лежи? Дали е проблемот само парите или бегаат и заради други работи? Не, сигурно бегаат и заради други работи. Имате цела каскада. Во моментот имаме 100 рурални амбуланти, само 50 има доктор. Рурални, говориме за поселата? Да. И таму дори го зголемивме финансирањето. Например, во Дебар има невработени лекари, има празни работни места во рурални амбуланти, некаде работат.
но младите тежнеат тие што се од надвор од Скопје да дојдат во Скопје, а тие што од Скопје додат во поголем центар со повеќе можности. И тоа е така, меѓутоа можеме се да направиме да ги вратиме тука. Дополнителен проблем покрај тоа што сите сакаат у клинички центар во Скопје да работат и сите сакаат да бидат кардиолози, гинеколози. А многу малку сака да бидат други специјалности. Ми се чини дека дел од институциите се уште се клановски затворени. Значи, македонските болници не се со 1000 доктори. Македонските болници, посебно во клиничкиот центар, пошто тоа се 30 и кусур правни лица, имате клиники со по 10 доктори кои се семејно, ново или ној партиски или некако организирани, и тогаш влезот во таквите болници е многу тежок за млади просперитетни кадри, ако не се дел од кланот, од партијата или од нешто. И мислам дека делот и такви млади луѓе се обесхрабрени бегат од земјата, пошто мерит системот не до крај функционира во... Па видите сега, јас ке дипломирам на медицина со 9,34 просек и сега место мене ќе влезе некој по партиска заслуга кој што еве да речеме едва завршил медицина. Да, и правите едва завршил не може да влезе. Двојна штета правите, едно не го вработувате и не му давате шанса, Јасно. друго вработувате неквалитетен. Нели ме думите објави еден случај во Гостива. Да. Значи дефектот е дека директорот може да избере од првите 10. И сега може да не ги избере првите 4, да го избере 7 и 8. И секако тоа убива. Кога ќе видите дека некој што бил полош студент од вас дека добива предимство. И таа едно од работите што можеме да е расчистиме. Во приватниот сектор нема такви работи, пошто во приватниот сектор е мерит. Или даваш резултати, или не си во приватен сектор. Така, ако даваш резултат, имаш процент и си зимаш и солидно заработувачка. Но здравството е сериозен бизнис, ако може така да кажеме. Така затоа ја ова го велам бизнис мавет, меѓутоа сериозен бизнис е ова. Слушав сума 35 милиони евра во тендери колку што зеле за веледрогеријата кои што ја обвинуваат. Значи говорам само за една веледрогерија која се точни тие податоци кои што ги кажуваат. Објави за две веледрогерии од 2019 до 2024 околу 150 милиони во јавни набавки, дека двете направиле. Тоа е исклучително голема сума. Да, ама повторно морам да кажам... И тоа се компании кои што циркулираат пак 20 години. Ама да кажам, некои од најголемите веледоги, како Зеги, Неофарм и слични, кои имат исклучително високи обрати, нема толку високи профитни стапки, затоа што на лековите се многу ниски рабатите. Тоа е прашање на ценовата политика. Ние имаме случај дека некои од поевтините лекови воопшто веќе не се произведуваат или не се увезуваат во Македонија, зашто не им се исплати да ги нема бизнис во тоа. Многу полукративно е бизнисот со опрема и со медицински помагала, каде што разликите може да бидат многу поголеми. Се знаат, господин Клековски, мала држава, така точно се знае кој што, како, кој работи медицински помагала, кој е за онкологија, кој е... Во сите сектори се 4-5 фирми во основа. И сега ние што е, сакаме да ги срушиме нив, дали ние праведно или неправедно ги обвинуваме, дали тие на вистина правеле корупција, затоа што на крајот од денот тоа е еден систем во кој што вие ќе видите дека се вмешани тама и доктори, тоа се големи суми на пари, па таа дрогерија ќе му плати на тој доктор, па тој ќе отиде не знам некаде на некоја конференција. Тоа е еден таков врзан систем. Значи, кој што вас ви фрустрирал, во основа еве вчера или денеска финансиска полиција конечно објави една од првите кривични пријави потекнат од фондот за здравствено осигурување, за злоупотреба на ортопедски помагала, каде што се пропишувани ортопедски помагала кои не секогаш биле потребни, а се издавани помагала кои поскапо се наплатувани. Значи, не знам, давате голфа, наплаќате Ауди. Мислам, вие разбирам. Карикирам. Износите се многу помали, ама на поголеми бројки, мислам на повеќе производи.
Штетата колкава од прилика? 8 милиони денари таа што вештаците е отврдиле. На тоа што е докажано. Ние не можеме да знаеме колку е на тоа што не е. Па и 8 милиони денари околу колку? 150.000 евра. И тоа збориме за ортопедски помагала. Ние трошиме за ортопедски помагала околу 12 милиони евра годишно, ама тука вклучуваат и пелени за возрастни. Тука се вклучени и за телесна попеченост помагалата, колички, слично, сушни апаратчиња, значи доста широк диапазонот. Докази може да се соберат доколку се сака. Ако еден микроскоп на неврохирургија на цистина е набавен за 2 пати, да не кажам 3 пати помал износ од колку што е набавен во државна неврохирургија од истиот добавувач. Значи добавувачите се исти во јавно и во приватно здравство. Не се различни. Може да погледнете цистина за колку ги купува работите и колку во јавно здравство се плаќа за истата работа на истиот добавувач. И тоа за мене е лесно догашливо. Оно што мене ми недостига е малку поголем интерес на јавното обвинителство за сето. Ние имаме многу јасни случаи поднесено. Оддалеку кај што се гледа дека има криминал и не се постапува. Добро. Ако еве еден случај од претходното раководство што е пријавен со лажна лиценца. Практикувал медицина, склучил договор со фондот за здравство, 1000 пациенти имал и взимал надомест од фондот, а само заговорите за она докторкава што да, беше? со 5 испити. Со 5 испити? Да. Една година е пријавата стара. Немаме уште кривична па не гледам ни дека нешто се зборува. Затоа што медиумски се потикна, не викна на предистрашно разговор во јавно обвинителство. Тоа е многу јасен случај. Некој лажал дека има диплома, исклучил лиценца со фондот. И сега ние што ни се случува? Пошто тоа било базирано на доверба со печат од приватната здравствена установа, сега веќе не прифаќаме лиценци со препис со печат од приватна здравствена, туку мора на нотар. Сега се сите казнети, пошто еден не излажал и дал фалсификувана лиценца. Јас па имам друга теза во однос на ова, дека можеби некој од големите е вмешан во приказната, затоа што не можеби еден доктор со 5 положени испити или докторка, која што лекувала толку многу луѓе, да покажала диплома, да покажала, значи сето тоа таа имала како документи, значи сето тоа морало да помине дали од фонд, дали од министер, дали од директорат, дали на медицински факултет, дали било каде. Во фондот стигнат препис од диплома заверен од приватната здравствена установа. Значи од здравствената установа. Сега таа здравствена установа, тој значи кога го имате вие тој случај, ќе проверите на медицински факултет, ќе проверите. Мишко мене ми е зборот дека една година тоа од претходното раководство. Апсолутно, да. Поднесено една година не се постапува. Значи мојот апел е зашто не се постапува? Јавно обвинителство. Ама мора да има одговорност еднашка во. Дали има длабока држава и во џабе ја ќе зборам за борба против ова, за зголемување на плати. Да. Ако никој не одговара за ништо. Дали има длабока држава и во ова? Види, ова е мала средина. Ама видете, вие сега го имаме случајот за кој што јавно говориме и сите ќутат. Никој еве една година никој не покренува ништо. Се надева дека ќе се заборави. Значи, некаде се уште една работа ни фали, упорни медиуми. Се ни треба новинарот што ја објави историјата на секој 3 месеци да оди во обвинителство и да прашува до каде е. И да каже, еве, обвинителство ништо не направи, како што вчера на емисија Душица Мрге ме праша до каде е онкологија на 8 септември. И сега прв настап ветувам, втор настап уште нема. Утре дента му се јавам на директор на 8 септември, викам како знаете и умеете роковите да ги запазите, бидејќи третот мој настап на телевизија, ако повторно бидам прашан до каде е онкологија, што ќе одговорам? Значи, морам, јас излегувам во јавноста за да се соочам со такви прашања и со критики. Значи, морам медиумите да прават поголем притисок и да барат одговорност и од јавното обвинителство за конкретни случаи. Ке нас некако приказните траат кратко како да... Ја ќе ви кажам, секој чудо за 3 дена. Зависи од тоа кој како намерачил. И затоа велам дека можеби некогаш некои приказни пак се затварат затоа што стигнува до некој голем и затоа да Филјан фамилија, Вујко Ваков, Чичко на функција. Филјан фамилија може е вклучена и држава во сето ова.
Затоа ја прашав дали има длабока држава ова. Може би имате ликови кои што нема шанси да ви помине на вас некој со 5 испити Да, ние да ви побавивме- покаже диплома. Невозможно е тоа. Тоа треба да помине. Па видете, кога се запишуваме на факултет, ние имаме милион документи кои што ги поднесуваме. Не е ни прв, ни изгледа, ни последен случај. Имат открено повеќе случаи на таман работа. некои што практицирале медицина немат дипломирано. И сега? Не, претходно. Претходно? Значи, да. Па да, имаше и еден кој Лекарска комора ги објави јавно лиценците, сите доктори. Ние побавивме од лекарска комора да направиме интерфейс и да имаме пристап до нивната база на податоци, која се пријавува некој доктор кај нас, да не ги тераме луѓето нотари да подпишуваат, туку да можеме да во базата на податоци да провериме. дали е доктор или не. Дали е до доктор. таму ли стигнавме, до тој момент стигнавме, Да. ние тоа е како да кажем база основа сега. Значи ја доаѓам како доктор и вие мора да ме проверите дека јас сум доктор, односно дека сум во лекарска комора. Страшно. Значи, страшно. Не, ве разбирам, ама знаете еднаш кога ќе се изгорите потоа и на кисело млеко. Да, ќе ма пиете. знаете, така направивме петерна администрација. Некој Да. ќе зафркне нешто ќукаде, ќе направи кривично дело и после ние ги казнуваме сите. Ето е проблем. А овој што го направил делото не одговара. Значи ова докторка што работела нема да одговара како што ода да работиве, ама ние ги казавме сите сега да носат уверенија заверени на нота. Знаете, некако, веројатно сите треба да преземеме некаква одговорност, бидејќи еден, двајца, тројца кои што ќе направат, како беше на еден будала што ќе направи 100 паметни, потоа не Виж може како има да одговорност. исправат. Луѓето ќе размислат дали ќе доаѓаат со фалсификувани документи. Ако одговорност, господин Клековски, треба да говориме ние прво сами за себе одговорност и треба малку на едуцирање на јавноста. Не може сите новинари да се, како да кажем, да не чинат или да се рекетари. Не може фондот за здравство да е да остане тој мит дека е најкорумпиран. Значи колку и да се трудите, тоа е најкорумпирано затоа што некој претходно го направил тоа. Не може на онкологија да се сите корумпирани доктори. Не може во здравството да се сите корумпирани доктори. А ние создаваме перцепција во јавноста дека видете што е. Добро, ние имаме склонност да правиме еден негативна перцепција за сите нас заедно. Не Бигева Македонија, не Бигева нас, некултурни, невоспитани, нечисти. И таа поделба на ВМРО, СД создава малку поларизацијата, пошто видите, поларизацијата си го прави своето и тешко излегуваме да признаеме кој нешто добро ќе се. Така е. А тоа па треба да е најмалку присутно во здравството, што ако дојде некој доктор кој што е симпатизер или не знам припадник на одредена политичка партија, што тој нема да лекува, ако е тој од СДС нема да лекува некој од ВМРО или обратно кој тој од ВМРО нема да лекува од СДС. Ама за ова треба веројатно многу работа. Ако одиме на доктор не прашуваме од која партија, го бараме најдобриот. Не прашува никој, сите го бараат најдобриот и ја не знам дали има спас и чаре за тоа приватно здравство. Вие споменавте тој купува за јавно здравство. Тој купувал, приватникот купувал, не знам, микроскоп толку пари, меѓутоа тој приватникот кога ќе отидете да ви наплати магнетна резонанца, ве дере, затоа ќе си отидете на клиника да си правите магнетна резонанца. Видите, јавното здравство е основата на здравството. Ние без јавно здравство не можеме да постоиме. Не постои модерен здравствен систем надвор од англосаксонскиот свет. Ние сме континентална Европа. Во континентална Европа јавното здравство е носител на здравствената заштита. Приватното здравство треба да обезбеди комплементарни услуги и за тие што сакат 5 звездички сместување. Значи во основа не треба да има разлика во квалитетот на здравствената услуга, може да има разлика во квалитет на сместување или негата или така натаму. Ама основната здравствена услуга во јавното здравство треба да е добра и во основа ние можеме да работиме на тоа и работиме. Мислам дека сега како поставено јавното здравство од минатиот век. Ние со ово јавно здравство не можеме да одиме во овој век. Нема шанс. И мора радикално да го потресеме. Следната недела ќе бидат 2 студии промовирани, едната од Европска унија, втората од Светска здравствена организација, која секако работена со македонци и е насочена кон потребата од длабоки реформи на болничката мрежа. Значи, нас што ни фали, тоа е добро, а јас како перцепирам како граѓанин, лаик,
пациент, не те Боже. Прво, јас се сеќавам дека своевремено, сега тоа било можеби Југославија, меѓутоа знам дека во село, кај баба ми, кај дедо ми оделе барем 2 пати у неделата доктори доаѓале. Вие денес тешко дека ќе најдете во село да има доктор. Прво, никој не сака да оди во село да работи, сите сакаат во клиника. Порано се знаело кој може да работи во клиника, така, меѓутоа денес се измеша поприлично баја ги лончињата и работите. Јас, кога ќе сум отидел на доктор во Штип, јас сум верувал во докторот. Вие денес имате ситуација и перцепција на луѓето каде што не веруваат на честни исклучоци на доктор. Дури еден доктор мене во една прилика ми вели, знаете каква е сега ситуација во клинички центар? Руски рулет, кој ќе ви се падне, кој е дежурен да ви се падне, ако не де Боже нешто ви се случи од аспект на тоа што е руинирано 30 години наназад, не говорам за сега. И сега вие велите мораме да го потресеме поприлично малку бајаки. Нов клинички центар, го затвараш, ги одбираш недобрите, ги правиш, ама тоа бара многу пари. Не. Многу пари. Значи не излезот во нов клинички центар, јас сум пристапник на регионализација. Значи не може цела Македонија во Скопје да дојде. Тоа затоа викам. Не може слепо црево, ако имате хирургија, сте дали специализација на Значи, хирург, види слепо сега, црево од Штип или од Куманово да го пракате во Имаме Скопје. неврохирургија само во Скопје функционална. Да не ги наведам колегите во Штип, Битола, Јохет и Тетово, пошто со 1,5 неврохирург не се прави неврохирургија. Да. Ние во еден момент треба да одлучиме тие болници што ги имаме да бидат вистински болници. Вака, знаете што прават во Штип, во Охрид или таму кај што имате неврохирургија? Кога доаѓа таков пациент, тој го препраќа по дефолт во Скопје. Морам да кажам, знам добри неврохирурзи и од апсолутно. Охрид и од Штип. Апсолутно. Ама знам и јас сум од Штип. И сега во повеќе има 11 патолози надвор од Скопје, од кои 3 или 4 функционираат. Во кој нема лаборант, во кој нема опрема, во кој нема инструментар, кој нема. И ние во еден момент треба да видиме како ќе геолоцираме здравствената мрежа во Македонија. Штип, Битола, Охрид и Тетово мора да бидат подигнати на друго ниво. А дури после да размислуваме за клинички центар нов. И 8 септември. 8 септември за Скопје и Куманово. Куманово е преблиску до Скопје, за да се прави, иако е голем град, за да се прави терцијарно здравство. Меѓутоа, овие градови што претходно ги споменав, мора да видиме кои се тие основни услуги што мора да ги имат. Например, во срцев удар, во мозочен удар, критични се први од сат, максимум до 4 часа. Не може да ги возите сите по 2-3 сати во брзи помош и да се надеват дека ќе преживеат луѓето. А губиме релативно продуктивни луѓе со кардиоваскуларни инциденти. Ова е убавиот момент. Неубавиот момент е господин Клековски што своевремено специализации се дава на партиски активни луѓе, па нели кој ќе отидеш да измериш шекер, притисок на пазар, едно друго за да се допаднеш на луѓето и затоа бегаа луѓето и сега вие ќе вработите некој во некој центар, клинички центар во одреден друг град и вработувате неквалитетен кадар, не говорам за квалитетните и сега од Скопје со право реагираат. Па побогу, тој е исто на исто рамниште како мене. Не може слепо црево кое што денес се смета малтене за рутинска операција вие да го препраќате право во Скопје. Во 10 најплатени доктори 6 се од Штип. Вака во Македонија во јавно здравство. Меѓу другото затоа што кои се тие Штипјани? За Голица. За Голица. Знаеш зошто, Мишко? Затоа што измислен концептот. Кај нас докторите не заработуваат плата, заработуваат од приправност и од дежурство. Да. И во болниците кај што има малку доктори, може да дежурат секој трета, четврта ноќ и се празник недела и се собират многу пари. Во Скопје има доволно лекари и дежурат максимум 2-3 пати месечно. И платите во Скопје на клиничкиот центар без дополнителна пракса. Зборам за основна плата и дежурства се меѓу пониските. Добро, и желбата на секој доктор е на клинички, да ме клинички е врвот и клинички треба да остане врвот. Ама можеме да направиме повеќе врвови и има начини како се прави тоа. Така е. Љубљана, Марибор, како зборуваме? Во Германија многу често е да се донесе
доктор Звезда во јавно здравство. Например, се уште е така, во универзитетот во Фленсбург, на Северна Германија, земате една од најдобрите српски докторки, Басара. Работи леукемии, сега работи рак на плуќа, работи трансплантации на матични клетки. Па во Фленсбург, цела Источна Европа и Балкан се одеше на лекување. Значи има начини како да се привлечат пациенти и како да се гради доверба. И довербата не е ниска само во Штип во Битола, ниска во Скопје. Јас И тоа за јавно здравство само. често се случува да разговарам со пациенти што ги знам што одма одат во Турција на лечење за работи што комплетно може да се завршат во Македонија. Не, ја не одам. Среќа ги знаеме сите. Видите, прво основна работа која ќе прашаш не да Боже да дојде до нешто посериозна работа, па на прсти се бројат докториве кои што се. Не, морам да кажам. Види, еве Има и млади. искрено моето разбирање од студентско време што го следам здравство. Значи во здравство има елективна програма и итна програма. Елективна таа што се планира. Значи, ако пациентот има јасна диагноза, сме одлични. Одлични сме во трансплантација на колкови колена, например. И то неколку центри, не еден. Одлични сме во инвитро. Веќе имаме многу странски пациенти што доаѓаат во Македонија за инвитро. Ама тоа е каде што ситуацијата е јасна, проблемот е јасен и може да го планираш. Имаме проблем со итните и нејасните случаи. Најголем проблем е пластично да опишам, ако имате температура и таа ви се случи во петок после пладне. Да. И заповично секој за викенд, за болов или за празник. И тоа се случи петок после пладне и каде што нема од прво да погодат што ви е. Значи, нас ни фали ургентен центар, ама интернистички, не хируршки. Хируршкиот е сведен. Травма, ортопедија, анестезија функционираат и ако дојдеш искршен, се знае патеката како од собракајна, како оди. Ако имаш температура, не се знае како оди. Значи, ни фали доктор Хаус. Кој ќе врши триажа на... Тоа сакам да кажем, триажата не е недостатъчно. Нејасните. Значи, не дај Боже да имаш нејасна температура, па ќе одиш на инфективна, потоа инфективно на токсикологија, па од таму неурологија да видат со простатата нешто да не ти е, па од таму може би на хематологија да видат нешто. Што толку се избачуваш. Во услови кај што немаме персонал за транспорт. Ако немате член од фамилијата што ќе ве разнесува, бидејќи посебно критично сме со средно медицински персонал и со болничари, огромен недостаток има. И сега ние ги знаеме тие проблеми, ама тие проблеми се решаваат ако сака да се решат. Ја верувам во јавното здравство и заедно со министерот кој потикна враќање на докторот приватно во јавно здравство, сметам дека можеме да направиме исчекор. Добро. Завршуваме со еден дел кој што е, сега не знам тоа дали е приватно, сега сте фонд за здравство директор, ова винаријата уште ви е, бидејќи ви видовме на сајм, па некој ви реагира на тоа што барав директор на фонд за здравство, па на сајм, на вински сајм во Белград. Таму бев гостин, како што беа други гости. Ја имам приватни бизниси кои ги декларирав во мојот лист за судени интереси. Да, ги има тие. Затоа рековте, вие не се врзани со бизнис со здравство, да. Да, и вино не давате на пациентите, освен постоперативно. Не, има едно медицинско вино, ама не е тоа. Значи, во основа, јас сум комплетно фокусиран и посветен на ово што го работам сега. Сите други работи ги водат други луѓе и ги држам одвоени. Ама таа ви стои така, вие сте дел од видаријата Сопот, така? Да. Таа си стои, само што други работат. Не што други работат. Сигурно немате ни време. Сега телефонски барем се информирате што и како се случува. Како ги спојувате тие две работи? Зашто толку ви изреагира за она винскиот сајм во мислам дека беше појавувањето со Вучич и со Христијан провокација за да се реагира. Во ред беше според вас тоа појавување? Види, јас сум во ред со појавувањето. Морам нешто да ти кажам. Во оваа земја сам... Долго сте во тој дел, па знаете... Да.
не сте го мислиле, претпоставувам, пиеровски, па сега од оваа дистанца како би Да, изгледало ама тоа? види, јас не ќам да прифатам дека ова земја е сам да работиш, а не е сам да крадеш. Значи, јас знам дека не правам ништо нечесно. И можам да го докажувам, и да го објаснувам, и да го образлагам, и сето тоа. Во основа, да, од се нешто може пиаровски да се направи нешто, меѓутоа морам да кажам, мојот мајндсет не е класичен партиски политики, да кажам. Не размислам, може би и на оваа емисија кажувам работи што ако размислав како политичар, Немаше да ја кажам. немаше да ги кажам. Пошто говорат и против некои сегашни Па не, состојби. знаеш како беше, па не доликува сега директор на фонд за здравство да застаре како собственик на винарија на Сајан. Не сум собственик, сум во посебна улога таму, ама во основа мене ми беше чест да представам едно македонско вино автохтона сорта Станушина на премиерот и на председателот А на Вучич се напи или избега, пошто таа по него што дежешно му А, е не, Вучич главната. не пиеше. Тој не пиеше, пошто претходниот пат кога беше со Ковачевски Не. беше поприлично расположен. Сега Не пиеше, само го помириса. и ајде сега да го искористам и оној момент кој што го работевте повеќе од 2 децении, конечно политички аналитичар, бидејќи следите, претпоставувам имате време да видите што се случува во Америка. Ја не навлагувам во тоа дали некој бил или не бил на инаугурација, ме интересира ваше видување што ќе се случува. Што мислите? Види, прво да кажам, многу малку следам политика, пошто сум комплетно прекупиран Добро, ова сите го гледам. со Не може фондот. да избегаме. Меѓутоа, имаше Фуркан Салю еден коментар, доволно е што сме во Вашингтон, не во Москва. Што сакам да кажам? ВМРО-ДПМН има јасна геостратешка ориентација. Он статио се во МРС, прашам како Кликовски сега. Како Во која смисла? во смисла на политички аналитичар, ако можам, како како МЦМС, некогашен МЦМС, не знам, Значи, човек, кој што може да се абстракира од политички. Види, еден од нашите проблеми е дека не до крај се одучуваме. Оваа власт е до крај одучена дека е прозападно ориентирана. И тоа е јасно. Таа посвета беше во таа функција за јасно покажување на нашата геостратешка ориентација, дека сме ориентирани кон запад. Вториот елемент беше таму, бидејќи добар дел од посетителите беа бизнис следби. Нас очено ни требаат странски инвестиции за да ја здвижиме ова економија. И не е само пари прашањето. Пошто парите се дел од проблемот, ама не се целиот проблем. Ни треба и ноу-хау, ни треба знаење, ни треба врски, конекции, извозни конекции, ни треба многу тоа. И ние мораме да работиме на промоција на земјата. Добро, тоа е едниот дел. Мене за Трамп ме интересираше. Што мислите што ќе се случува генерално сега со доаѓањето на Трамп? Види, да ти кажам, ја затоа гледам, реков, ја не говорам за инаугурација. ја гледам каде е Македонија во сето ова. Каде е? Значи, сметам дека сме на исправната страна, на западната страна. Трамп каде ќе ја води Америка, мислам дека... Ја знам на Марс со Маск сигурно. Меѓутоа морам да ти кажам, факт е дека демократите отидоа премногу лево во однос на што нормалниот гласач очекува. За разлика од тоа, републиканците се изместија малку од утредесно и ако примети не доминираше дебатата за абортус, скоро никој не спомна. На претходните избори едно од прашањата на поляризација беше абортус. Сега републиканците удија на прашањето на трансджендер, каде што демократите отедоа екстремно лево. Што за нормалниот обичен граѓанин очигледно не беше... Да, тоа беше и јасен Трамп. Маж и жена. И тоа е јасен одговор од американските граѓани. Кога една опција ќе отиде премногу во една страна, нормално да се јави реакција од другата страна и луѓето да побарат некое ново решение, пошто не може да се сведе се на тоа дали пожарникарите се трансджендер и дали службата во Лос Анџелес пожарникарска е доволно ЛГБТ Така. бидејќи
како што зборевме кај нас. Кога одите на доктор, не прашувате дали од СДСМ, ВМРО, дали е македонец албанец, туку кој е најдобриот ортопед, кој е најдобриот офталмолог. Така е. Кога летате со авион, не ве интересира дали пилотот е трансджендер, туку дали е добар пилот. Мислам дека мерит системот и во Америка стана загрозен од ова потреба за репрезентативност. Бидејќи репрезентативноста може да биде дополнение на меритот, не може да го замени меритот. Да. Малку изгледаше сето тоа интересно да се гледаш. Иначе ми личи на Марвел филм со суперхерои. Нели имате централниот суперхерој Трамп, па тука лудиот научник Елон Маск, па Вивак и Кенеди како дел од супер хероите. Иначе сме на таа тема, некои од активностите на Трамп во здравството може да имат глобални рефлекси, како повлекувањето од Светска здравствена организација или размислувањето да се ограничат добивките на фармацевските куки во Америка може да има реперкусии по остатокот од светот, така да секако треба да следиме за да предвидиме што ќе се случува тука. Така. Би се заблагодарам што бевте дел од Бизнис Муабети. Вашето име меѓу другото циркулираше како председателски кандидат. Вртеше низ јавноста. Да. Сега не знам колку е тоа вистина или не вистина. Дали постоеше на вистина таква размислување? Да, беше во меѓу имињата кои беа анкетирани. Се почна од еден релативно широк круг на анкетирање. Меѓутоа со текот на развојот се изгради став дека сегашната председателка е најдобар кандидат. Сега бидејќи доаѓаат локални избори, да не ве видим и во Карпаш случајно. Види, еден од проблемите во здравството е дека многу често се менуваат министрите и директорите. Да. Јас кога проверав кој бил директор пред мене, јас изненадив, на година дена се менувале директорите. Најголем дел од нив не ги ни знаеме, пошто не биле познати во јавноста после Ден Дончев. А гледаме доктори градоначалници? И јас во ова чувствувам голем предизвик и сакам да дојдам до ниво каде што ќе имам доволно време да покажам резултати. Добро, а би прифатиле да бидете кандидат за градоначалник? Мислам не. Не? Значи, сакам да направиме промени во здравството. Добро, благодарам што бевте во Бизнис Муабети. Благодарам за поканата. Саша Клековски, прв човек на Фондот за здравствено осигурување во Бизнис Муабети на Фактор МК. Благодарност до Форманова, нашите пријатели, Трент Ангел, благодарност и до вас, почитувани што бевте со нас. Се гледаме повторно за 7 дена. Довидување.